Пушењето како негативен порок се почесто го имаме не само кај младите, туку и кај повозрасната популација. Од причина за начинот на одвикнување од оваа зависност, денеска се наоѓаме во советувалиштето за одвикнување од пушењето во Центарот за јавно здравје Битола, а со мене и мој гостин е примариус доктор Лилјана Милевска. Ви благодарам пред се што одвоивте време да бидете дел од утринската програма на Мега телевизија. Ви благодарам и вас на поканата. Најпрво би започнала со податокот дека ова советувалиште не е од вчера. Значи, подолго време го имаме во Центарот за јавно здравје. Кажете ми подетално кога е отворено и која е намената на самото советувалиште. Така, значи употребата на тутун не само што е представува причина за појава на многу заболувања, туку и самото е заболување. Така да во статистичката класификација на болестите и сродните здравствени проблеми МКБ-10 се наоѓа во петтата група на душевни расстройства и расстройства на обноските. Ова советувалиште постои од јуни 2014 година, значи функционира советувалиште за откажување на пушење во Центарот за јавно здравје, а е со цел за намалување на бројот на пушачите. Почнавме со работа, начинот и методите на работа е со групна едукација на населението и индивидуална едукација. Групната едукација започна претежно пред се со здравствените работници, значи беше формирана група од 6 до 10 пациенти, каде што се презентираше за епидемиолошките карактеристики на пушењето, потоа за штетното влијание на пушењето врз здравјето на луѓето, составот на тутунскиот чад и влијанието на неговите компоненти врз организмот на човекот и можности за едукација, можности за откажување од пушење. Сите присутни кои што беа на групното советување требаше доброволно да прифатат да се откажат од пушење. Значи за откажување од пушење мора секој своеволно, доброволно да се нафати дека ќе учествува во работата за откажување од пушење и сите оние кои што сакаја во почетокот се закажаја и беа повикани и така да и ден денес постојат тие термини во среда, во вторник и во четврток од 11 до 13 часот да можат да дојдат во ова советувалиште, значи за сите поединци кои што сакат да се одвикнат од пушењето. Кога станува збор за работата со оние кои што одлучиле да побараат помош или станале свесни дека единствено тутунот не е само момент на задоволство, не е прибежиште дека да, нервозен сум, ќе запалам една цигара, ќе ми помине. Кој е методот на работа? Се разговарали помеѓу пациентот и докторот, така да се изразам, кога станува збор за овие третмани? Начинот на работа, значи постапката, принципот на работа со поединците е следниот. Кога доаѓа пациентот, ние го запознаваме со штетното влијание на цигарите, на никотинот, кој што представува еден од најголемите, најтешките отрови воопшто кои што постојат, и со сите составни делови на тутунскиот чад, како влијат во организмот, значи се запознават со штетното влијание на тутунот врз здравјето на луѓето. Потоа им даваме совети и превентивни мерки, ги поддржуваме во нивната иницијатива за да се откажат од пушењето. Така да прво правиме тестирање, едно тестирање да видиме до кој степен на никотинска зависност е пациентот. Се поставуваат прашања во смисла кога ја палат првата цигара, откако ќе се разбудат, колку цигари во текот на денот пушат, потоа кога повеќе пушат, дали попладне или предпладне, дали им е тешко да не пушат на места каде што е забрането да се пуши, дали пушат и кога се болни, кога се во постела. Значи и после тоа тестирање гледаме до каков степен на зависност е самиот пациент. Инаку постојат 3 степени на зависност: низок степен, среден и висок. Пациентите со среден и висок степен на зависност обавезно треба да го посетуваат советувалиштето и да продолжат понатаму за сите постапки кои што ги употребуваме за да можат да се откажат со пушење, кои што претходно ги спомнав, значи за штетното влијание им кажуваме што да прават, како да се активират, кога ќе сакат да пушат, во смисла да ги употребуваат повеќе рацете,
сликање, цртање, фудбал играње, ракоме, значи спортување, пеење, слушање на музика, значи секојаш да гледат рацете со нешто кога се активирани и кога вниманието им е посветено на друга активност, нормално дека и пушењето ќе го намалат. Многу голем успех е, например, и една цигара во текот на денот да успеат да намалат, мислам, представува успех за пушачот за одвикнување од пушењето. Се донесе законот дека на одредени места е забрането пушењето и дека на некој начин овие пушачи се приморани доколку влезат во одреден ресторан, кафе, бар или место каде што не е дозволено пушењето, да излегуваат надвор. Дали после воведувањето на законот имаме зголемен број на луѓе кои што побарале помош кај вас од одвикнувањето и тука ќе го додадам онај момент на поскапување на цигарите по одреден период временски. Имаат ли овие два сегменти причина плюс за кај луѓето да се зголеми свесноста, да станат свесни и да побараат помош кога станува збор за одвикнување? Самото воведување на законот за престанок за забрана на пушење во затворена просторија е многу добар и ефективен, бидејќи некои кои што почесто пушеле ќе им биде поголем проблем постојано да излегуваат, да пушат, не дека не излегуваат, излегуваат, меѓутоа го намалуваат времето на постојано излегување, враќање од пушење, така да сметам дека има доста голем ефект во тоа. Исто така поскапувањето на цигарите, да се превземат мерки е добро, например на малолетници да им се забрани да купуваат и продавачите да им дават цигари, особено на парче на една цигара, и тоа мислам е добар ефект и како превентивна мерка за намалување и од пушењето, особено кај младите лица. Споменавме дека во советувалиштето за одвикнување од цигари при Центарот за јавно здравје Битола функционирате на групна терапија или третман или индивидуална. Кажете ми каде е поголем ефектот при одвикнувањето од цигарите, од пушењето во случаев? Прво почнуваме со групна и секој поединец кој што ќе сака да престани со пушење, мора одлуката да е лична, индивидуална. Поголем успех се постигнува со индивидуалната работа, со секој поединец. Например, ги поставуваме и прашањата од условите, начинот на живот, зошто пушат, па им даваме смисла, препораки во таа насока, на кој начин да не пушат, дека со пушењето не решаваат никакви проблеми, дека тоа само може повеќе да им наштети, така да разговорот со поединците е многу подобар. Исто така и испитуваме еден индекс на ризикот од појава на хронична обструктивна болест и ризикот за појава на карцином. Кај секој поединец тоа го проверувам. Се пресметува на тој начин што бројот на години кој што пуши пациентот се множи со бројот на цигари кои што ги пуши во текот на денот и се дели со 2. И вредност има до 10, ако тоа е нормално. Од 10 до 20 индексот постои ризик за појава на хронична обструктивна болест, белодробна болест, и над 20 ако е индекс постои ризик за појава на рак, односно карцином на белите дробови. Значи со сите овие работи ги запознаваме пациентите, така да многу и се замислуваат. Во прво време тие знаат доста работи од ова, меѓутоа која ќе слушнат од лекар им изгледа како поубедливо, како еден страв се јавува, грижа за здравието, секојаш им се кажуваат бенефитите од непушење и подобро за секојаш кај луѓето, ако сакаме на некој начин да ги мотивираме за да се откажат од некоја навика, подобро е да им ги кажуваме бенефитите, предностите од непревземање на некоја акција, отколку штетностите од превземање на таа истата акција во случајот пушењето. Така, споменавме дека од 2014 година постои ова советувалиште. Вие сте виделе сигурно низ овој простор поминале многу голем број на луѓе.
Ме интересира еден момент, сте се соочиле ли со лице кој што дошло, го посетило советувалиштето, но ви кажува дека не сака да престане со пушење заради одредени стравови, дека едноставно ако ги остави цигарите се плаши дека ќе се здебели. Се случило, имало и такви случаеви. Во тој случај само еднаш ќе дојдат, ги советуваме ние и им кажуваме дека ние ве поддржуваме во вашата одлука, меѓутоа ако не сакате, не треба ни да доаѓате бидејќи нема да има успех. Меѓутоа се случило во прво време точно поради тоа ако не пушат дека ќе се здебелат и слично, имавме еден случај кога не сакаше да доаѓа, меѓутоа кога им му објаснав на пациентот што се предностите од непушењето, се заинтересира и почна да доаѓа, така да од 2 пакети што ги пушеше, втората посета веќе намали на 1 пакета, сега третата посета беше на 20 март, сега пак треба да дојди овие денови, веќе намали до 8 до 10 цигари со со исказ дека ќе настојува и да се откаже од цигарите, па ќе видиме понатаму како е. Инаку доаѓањето кај нас има одреден ритам. Првиот ден кој ќе дојде, од почеток, посетата во советувалиштето треба да е 1 година најмалку. Ритамот е следен: на 15 дена првиот месец, до 3 месеци доаѓа на 1 месец, потоа до 3 месеци, потоа 6, 9 и 12 месец, така да после 12 месец ако не пуши повеќе ниту една цигара, се смета лицето дека престанало да пуши. Сега во овие 2 години, не цели 2 години, имаме околу 15 на пациенти. Од нив 10 се така поупорни, кои што доаѓаат, другите не знам од кои причини не доаѓаат. Така да во овој период, освен за овој пациент што ви кажав претходно, што очекувам да се откаже од пушењето, немаме, во овој период од 2 години откажано, некој дека рекол дека ги откажал цигарите, меѓутоа ги намалил. Сепак и тоа го сметаме за успех. Ние и понатаму ќе го поддржуваме во неговата цел, во неговата желба за откажување од пушење, не само него и другите кои што сакаат да се одвикнат од пушењето. Докторки, ќе ве запрашам, при овој голем број на луѓе, ако може така да се каже, 15 на лица кои што доаѓаат во изминативе 2 години, кој е најмладиот пациент кој што побарал помош? Имате ли млади лица кои што се соочиле со цигарите заради предизвикот на љубопитност, влијание на врсниците, средината во која што расте? Има ли млади лица кои што доаѓаат да побараат помош или можеби повозрасната популација е поредовна, посвесна подносно во прашање за одвикнување од цигарите? Од сите овие досега кои што доаѓаат пациенти, возраста е претежно од 25 до 35 години. Имаме еден над 42 години, додека помлади од 25 години немам. Значи 25-35 години, па сепак и тоа е млада популација. Тие претежно доаѓаат. Многу млади, по 20 години, нема дојдено. Секако тие веќе можда и кај нив не е така развиено пушењето и во голема мера, барем така очекуваме и се надеваме дека е така и помладите. Целта на прашањето ми е од причина што можеби кога јас растев, беше многу модерно да се запали цигара на тие млади некои средношколски денови, меѓутоа добивам чувство дека денешниве генерации повеќе го сметаат за мода непушењето, како една позитивна карактеристика на денешнава генерација, или може би грешам, затоа го поставив прашањето. Какво е вашето чувство? Точно така, обично кога се во група децата, еден да пуши, со самото пушење сака да се истакне, да ја докаже машкоста, да нешто, некоја замисла има со тоа да се докажи и обично ги принудува и другите помлади да запалат цигара. Тие покушаваат да запалат или запалат цигара, да не бидат случајно исмејани,
ете во смисла некој ќе те искара или не можеш ти самиот да одлучиш. Во таа смисла повеќе другите се вклучени, а инаку поединечно сам некој да почне да пуши е многу поретко, а и многу е важна и фамилијата, средината, семејството е еден од најбитните најосновна клетка на општествениот живот, каде што се стекнуваат сите навики, па и навиката за пушењето. Обично велиме, ако некој од родителите, таткото, мајката, братот, сестра или некој повозрасен пуши, и обично и децата од интерес од тоа да видам што ќе ми стане со пушењето на цигара, што ќе доживеам, што ќе почувствувам, и тие почнуваат да пушат. Така да секогаш апелираме, родители, не пушете, за децата да не пушат цигари, бидејќи секогаш односот на постарите, на родителите во семејството, во училиштето, наставниците е личен пример кај помладите за нешто да прават или да не прават. Значи, личниот пример е секогаш многу важен. Докторке, на крајот од овој интервју би ве замолила да упатите еден апел и совет кон битолчани и поширокиот регион кој што го покрива Мега телевизија, кога станува збор за оваа зависност, и дали може да се нарече пушењето болест на зависност? Тоа сакав да ве прашам. Точно, јас уште во почетокот кажав дека пушењето не само што е причина за појава на многу заболувања, туку е и самото заболување. Така во класификацијата на болестите и сродните здравствени проблеми точно е ставено во душевни расстройства и расстройства во обноските со употреба на во зависностите спаѓа. Значи и пушењето спаѓа во зависност. Значи е зависност. Затоа апелирам особено кај младите лица, со личен пример на родителите, на повозрасните, со активирање на младите повеќе да се занимаваат со спорт, читање на книги, дружење во природа, пешачење, трчање, значи сите спортови, играње, слушање на музика, значи со забава, да не мислат на цигарите. Мислам, тоа е еден од најдобрите препораки и превентивни мерки за младите да не доаѓаат во контакт со цигарите. Поскапување на цигарите, забрана на продажба на цигари кај малолетници и слично. Јас ви благодарам што одвоивте време ова утро да бидете со нас и на гледачите да им дадеме толку корисни совети.